Почитувани, случајот кој СЈО го нарекол траекторија е уште еден доказ дека се работи за обични извршители на Зоран Заев и СДС и дека е уште еден политички предмет. Целиот случај е базиран на измислени тврдења. Првата инсинуација со која се обидува да се креира случај е дека во целиот случај наводно била предизвикана материјална штета од 155 милиони евра. Штета не постои. Целта на ваквата комуникација е да се привлече вниманието на јавноста. Се работи за капитален проект од кој имаат корист сите граѓани на Република Македонија. Втората инсинуација која денеска е изнесена за овој предмет од страна на СЈО е дека не бил применет законот за јавни набавки. Во овој случај фактите велат дека собранието уште во 2013 година донесе закон за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница Миладиновци-Штип и патната делница Кичево-Охрид врз основа на законот за ратификација на договорот за економска и техничка соработка во областа на инфраструктурата помеѓу владата на Република Македонија и владата на Народна Република Кина. Овој закон за реализација на конкретниот проект како посебен ја исклучува примената на законот за јавни набавки. За овој закон би нагласиле дека расправа и гласа и пратениците на СДС и пратениците на ДУИ. Третата инсинуација во денешниот настап на СЈО е дека се преговарало со само една компанија и не била избрана најниската понуда. Вистината е следна. Склучени се меморандуми со две компании и тоа China International Water and Electric Corporation и Sine Hydro Corporation Limited. Двете компании доставиле своји понуди и во 2013 година е одбрана најниската понуда. Би повториле дека се работи за политичка мотивација и истото ќе биде докажано во натамошната постапка.